Прогресивно расте наплатата на туристичката такса, посебно кај приватните станоиздавачи, велат од секторот за туризам и локален економски развој. Оттаму појаснува дека тоа се должи на субвенционирањето на 50% на туристичката такса, што ја уплатуваат приватните станоиздавачи. Минатата година биле исплатени речиси 600.000 денари на име на туристичка такса, што е повеќе за разлика од 2015 година. За 2 години колку што се имплементира оваа мерка, се исплатени околу 1 милион денари на име на повраток 50% на туристичката такса. Резултатот во однос на наплатата, односно зголемувањето на наплатата на туристичка такса може да се види и од статистичките показатели кои што ги имаме заклучно со месец ноември. Имено до месец, односно заклучно со месец ноември 2016 година, во општинската каса се слеани 16 милиони 071 730 денари, што е за 7% повисоко во однос на 2015 година, а 2015 година пак имавме зголемена наплата во однос на 2014 година, така да прогресивно расте наплатата. Преку субвенционирањето на туристичката такса, според Апостолов, се мотивираат и стимулираат приватните станоиздавачи уредно да ја плаќаат туристичката такса, но и целосно да го прикажуваат бројот на ноќевања. Сепак, додава тој, се уште не е достигната наплатата на туристичката такса од 100%. Се разбира, тоа не се должи на ефикасноста на службите на општината, туку на се уште немањето на една одговорност кај приватните станоиздавачи реално да ги прикажуваат бројот на ноќевања кои што ги остваруваат во своите капацитети и соодветно на тоа да ја плаќаат туристичката такса. Меѓутоа, од година во година тој процент се подобрува. Тоа го покажа, значи, наплатата на туристичка такса, а и зголемениот број на барања за субвенционирање на туристичката такса. Барања за субвенционирање на туристичка такса се поднесуваат на секои 6 месеци. Заинтересираните можат да поднесуваат барања до крајот на јануари во секторот за туризам и локален економски развој, пошто комисијата ќе ги разгледа, ќе подготви решенија и врз основа на тие решенија ќе изврши исплатата.